Колку и дали ги користиме потенцијалите што ги нуди нашето поднебје како клима и почвени услови за одгледување на некогаш традиционалните земјоделски култури. Последните години речиси целосно замре производството на афион, сусам, сончоглед, наут, а за памукот и да не говориме. Порано само во Штипско овие земјоделски култури ги имаше на повеќе стотици хектари. Во денешно време има доста земјоделски култури кои исчезна од полињата на овчеполијето. Во прв ред е тоа памукот, кој се сееше во комбинатот на 300 до 500 хектари годишно, сега и не постои. Потоа сончогледот исто така кој се сееше и до 500 хектари, денес го нема. Маслодејната репка исто така ја нема. Лековите билки сеевме во организација заедно со Олклит, некаде на околу 300 до 350 хектари, исто и нив ги нема. Така да има доста култури кои во времето значеа голем приход за организациите, во денешно време ги нема. Дека за разлика од порано денес ги нема ниту на 1 хектар, потврдуваат и оние кои некогаш ги садели и сееле. Беше порано се садеа, puno работи, сите работи се тоа садеа. Сега што работа е кој знае, изгинува едно по едно. Има повеќе причини зошто е ваква сликата на нашите полиња. Тоа се култури кои се поинтензивни, тражат голема работна рака и затоа изгледа луѓето не ги засадат. Затоа што нема цена и нема работник рака. Сите избегаат по страна. Тоа бара работа, како ќе на сеам сега, например, памуко треба да го скопам. Не како порно што бил, сега треба да го скопаш, па да го произведеш, па да го береш рака по рака, машини има сега за збирање. Али треба работници, имаш. Инаку дека ваквото производство бележи огромен пат може да се види споредбено само со една култура, а тоа е афионот. Во 2010 година под афион биле застапени 654 хектари, при што биле произведени над 100.000 килограми афионово семе. Во периодот 2013-2014 година само 56 хектари со произведени 9600 килограми. Сега за него се нуди поволна откупна цена, па останува да се види дали таа ќе биде мотив кај нашите земјоделци за повторно застапување на сопствените површини.